Што се случи на врвот на Нидже? Како загинаа двајцата млади планинари и дали некој ќе понесе одговорност? Роднините на загинатите бараат одговори и правда. Во отворено писмо до јавноста обвинуваат дека истражните органи и по 2 месеца молчат за кобната тура на Кајмакчалан, во која загинаа Калина и Александар. Очигледно, паднаа во заборав двете смртни последици и фактот дека државата требаше да ја утврди одговорноста на сите чинители за купот повреди на законските прописи, затоа што судот во Страсбур во овие случаи најпрвин утврдува дали државата, нејзините институции и приватни лица ги поседувале и ги ставиле во погон сите механизми и мерки за обезбедување на животите на лицата кои се под нивна юрисдикција и кои имаат оврска да ги заштити. Стои во писмото на роднините. Тие го прозваа обвинителството, прашуваат дали ги истражува и околностите за спасувачката мисија. Колку и обвинителството да утврдува вина, неспорен е фактот дека водачот Москито и лицето Дени никому не се јавиле, ниту на МВР, ниту на нашата војска, ниту на професионално обучени за зимски услови спасители од Македонија, за да побараат помош во една животно загрозувачка состојба за Калина и Александар. Дали воопшто во една нормална држава давањето на лиценци за планинарски водичи и надзор над овие спортови во кои се гине се остава на непрофесионални организации или тоа го прават безбедносните органи, а правенствено МВР? Прашуваат роднините на загинатите планинари. Институциите молчат, велат во интерес на истрагата не смеат да даваат детали, но тврдат дека се работи на случајот. Токму во таа насока и денешниот распит на првиот човек на Планинарската федерација, Јовица Угриновски. Тој не сакаше да каже детали, но дека денеска бил на распит потврдија од Федерацијата за телевизија 24. Неофицијално за случајот се уште се чекаат и дел од документите кои треба да стигнат од Грција. Воздржани се и од планинарското друштво Трансферзалец, кои ја организираа кобната тура на Кајмакчалан. Не одговорија дали водичот Зоран Костадинов бил свикан во обвинителството, само тврдат дека се почитува неговата суспензија. Роднините на загинатите планинари сакаат да знаат што направи државата за расветлување на трагедијата на Кајмакчалан. Како загинаа Калина и Александар и дали имало начин да се спасат? Одговорите на овие прашања треба да ги даде истрагата на обвинителството, откаде се уште нема најави дали за овој случај ќе покренат обвинение.